46-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. За следницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на предлог записник од 39-та седница на комисијата од 15 октомври, усвојување на предлог записник од 39-та седница од 19 октомври и усвојување на предлог записник од 44-та седница. Под точка 2 одлука за избор на заменик председател на Државната комисија. Под точка 3 предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во секретаријатот на Државната комисија. Под точка 4 стратешки план за периодот 21-23. Точка 5 информација во врска со реализирање на процедура за планирање, следење и извршување на буџетот. Точка 6 упатство за рангирање на предмети за постапување на ДКСК по основ на доставени пријави. Точка 7 постапување по конкретни предмети и точка 8 прашања и предлози. Најнапред да прашам дали има некои забелешки на дневниот ред и дали можеме да усвоиме дневниот ред. Јас едно процедурално, дали сме сите присутни од членовите? Прво да го констатираме сепак тоа во... Да. Почнавте со седница или? Моја? Да почнавте седница. Затоа велам, значи да провериме дали се сите членови Добро. присутни. Па тука се, да. Добро. Дали имате забелешки на дневниот ред? Јас немам. Немам ни јас. Добро, може да констатирам дека дневниот ред е усвоен. Пред да почнеме понатаму со седницата, предлагам сега е 10 часот да работиме до 11:30, потоа да направиме пола час пауза до 12, да продолжиме до 13:30, бидејќи после тоа имаме други обврски околу прашањата поврзани со средување на просторот. Дали се согласувате со овој тајминг? Да. Добро. Во ред, да. Тогаш преминуваме на првата точка. Усвојување на предлог записник од 39-та седница од 15.10, потоа од 19.10 и предлог записник од 44-та седница. Дали има некои забелешки по предлог записниците за спретните седници? Не, нема. Совка, Предлагам поединечно да бидат ставени на гласање записниците. Добро, дека се во една точка ги прочитав сите. Ако? Да, во ред е. За дискусија е во ред, а гласањето посебно треба да биде. Добро, окей. Ајде првин да го гласаме записникот за 39-та седница од 15 октомври. И продолжението од 19 октомври. Па тие се посебни парчиња. Во посебни делчиња. Добро. Да. Дека рековме посебно да гласаме. Да, во ред. Добро, ајде сега кој е за записникот од 39-та седница од 19 октомври? Констатираме дека тој е усвоен и на крајот предлог записникот од 44-та седница. Кој е за? Констатираме дека тој е усвоен. Преминуваме на следната точка, одлука за избор на заменик председател на Државната комисија за спречување на корупција. Како што знаеме, според законот, заменикот председател се бира на секој 6 месеци по азбучен ред. На претходниот подпредседател да му заблагодариме за досегашниот ангажман, а следниот да му честитаме во следните 6 месеци заменик председател ќе биде господинот Шемси Салај. Подсетиме дека одиме по азбучен ред, дека Кажав. Да, Законот се бира на 6 месеци, а според деловникот кажав дека е по азбучен ред. Една забелешка, мене некогаш ми се препишува секогаш заменик председател, значи да се потенцира дека навистина тоа беше прв кога неавме деловник и
одеше по начин на избор, значи случаен избор, по ждрепка, а другото е уредено и затоа сега му честитаме на колегата Шемси Салај секој 6 месеци и тоа значи да се потенцира уште еднаш за медиумите да знаат точно како функционираме како нов состав. Благодарам. Молам. Да ја ставиме на гласање. Да. Ајде, одлуката ја ставаме на гласање. Кој е за? Епа, Шемси со среќа нека ти. И благодарам, колеги. Колега, Се надевам дека нема да ви изневерам во овие 6 месеци како заменик, но благодарени и на сите поранешните заменици Ајде. за работата што ја направиве, па Совка и предаваш ја предавам штафетата, колега. во Шемси. исправна состојба. Да, апсолутно. Во кондиција, малце хендикепирани заради ковид состојбата, но добро се држиме. Честитки од мене, Ала не е страшно. Ќе се справиш со функцијата. Нури се справа само е почеток уште во препишувањето. Да. Добро. Идеме понатаму. Предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места. Како што знаете, ни се наметна обврската по законот за како беше точно трансферирање на Прераспределба на административни служби. за распределба така и поради тоа моравме да ја прошириме нашата систематизација за да можеме да ги прифатиме лицата кои што ни беа распоредени од Министерството за политички систем. Од распределените 8 лица подпишале 4, што значи дека нашата систематизација се зголемува за 4 помлади соработници. Предлог правилникот, дали има некоја забелешка на ова или? 3 помлади соработници и 1 референт. Да бидеме по... Добро, според стручната спрема. Добро. Дали има некои други забелешки? Нема. Тогаш предлог правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Председателка, само едно дообјаснување од кога еве сега ги усвоивме измените. Секор е што треба да се добие согласност од Министерството за информатичко општество, па тоа ќе можеме веќе да ги примиме и лицата кои што ни се доделени да си ги извршуваат своите работни задачи. Мислам, да Така, тоа така. да биде, да, Да биде појасно така. Така. Океј. Понатаму идеме стратешки план за периодот 21-23 година на Државната комисија за спречување на корупцијата. Мислам дека Даниела е тука, се договоривме да даде кратко објаснување. Да. Ви благодарам. Значи, како што е на дневниот ред, значи на одлуката на денешната седница, стратешкиот план за периодот 2021-2022 година, финалниот текст кој што е изготвен врз основа на усвоениот буџет во собрание, значи за нормално за Државната комисија за спречување на корупцијата и со овој 3-годишен, значи развоен стратешки план за периодот 2021-2023 година се инкорпорирани сите оние финансиски средства со кои што располагаме како институција од делот на планот на спроведување на програма 1 институционални капацитети, каде што е инкорпорирано во подпрограмата 1 обезбедување на материјални и нематеријални средства, а се однесува на набавка на нови софтверски решенија, регистар на избрани именувани лица, електронско доставување на изјава за имотна состојба и СУДИР. Понатаму има набавка на поврзување на, односно сето тоа е вклучено тука преку веб сервиси со институциите утврдени во Законот за спречување на корупција и судирни интереси, како и услугите кои што се однесуваат за одржување на хардверот и софтверот се средствата за одржување на ИКТ опремата според проектот ИПА 2013. Во делот на подпрограмата 2, јакнење на човечките ресурси, се предвидени средства за нови вработувања и унапредувања во секретаријатот на вработените во секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, како и понатаму во согласно со наредната програма спречување на корупцијата и судирот на интереси, која што
е составен дел на стратешкиот план во подпрограмата 1 постапување на надлежностите на ДКСК се нормално инкорпорирани сите оние буџетски средства со кои што располагаме во делот на осварувањето на нашите надлежности, како и во средствата кои што се однесуваат на подпрограмата 1 постапување по надлежностите на ДКСК. Тоа е значи се во однос на стратешкиот план пократко. Тој ќе биде објавен по неговото нормално донесување од ваша страна на веб страната на Државната комисија за спречување на корупција. Добро, Данила, ти благодарам. Дали има некои забелешки во однос на стратешкиот план? Мислам, тоа е веќе дефиниран, нели сме го гледале и така. Меѓутоа, еве, пред да изгласаме. Доколку нема, предлог стратешкиот план го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истиот е усвоен. Следна точка е информација во врска со реализирање на процедура за планирање, следење и извршување на буџетот за декември 20 година и јануари 21 година. Повторно ќе ја замолам колешката Даниела. Во однос на овој дел за реализацијата на буџетот со состојба 31.12.2020 година, во однос на поединечните ставки, можам само да кажам процентот на реализација на буџетот на ДКСК, на ставката 401 основни плати изнесува 96,43%, на ставката 402 придонеси за социјално осигурување 99,56%, на ставката 420 патни дневни расходи 86,83%, на ставката 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт 99,98%, на ставката 423 материјали и ситен инвентар 50 значи 47,49%, на ставката 424 поправки и тековно одржување, процентот на реализација изнесува 50,74%, на ставката 425 договорни услуги, процентот на реализација изнесува 99,45%, на ставката 426 други тековни расходи 7,37%, на ставката 464 разни трансфери 83,33%, на ставката 482 други градежни објекти 52,87%, на ставката 485 вложување на финансиски средства 25,61%. Односно вкупната реализација на совкупниот буџет изнесува 92,65%. По однос на информацијата која што се однесува со состојба 31.1.2021 година, процентот на реализација на буџетот на ДКСК во вкупен износ изнесува 4,37%, а процентот на реализација на планот на ДКСК согласно годишниот и стратешкиот годишниот и кварталниот кој што се поднесува до Министерството за финансии изнесува 11,64%. Значи 11,64 од вкупниот буџет, така? Не, тоа е од планот. На планот, да. Инаку е Од месечниот план. Да, 4,37% до сега. Ова е тек први, да. Ова е прв месец, така што Во однос на вкупниот буџет, првиот месец во однос на вкупниот буџет е реализиран со 4,37, да, 11,64. така. Така, добро. Океј. Ајде, сега се надевам ќе зголемиме реализацијата кога ќе завршиме со тендерот за софтверско решение. Да. Така што ставките ќе си најдат свое место. Ова информација ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истата е усвоена. Идеме понатаму. Следна точка е упатството за рангирање на предмети и постапување на ДКСК по однос на доставените пријави. Како што знаете, по напливот на бројните пријави што дојдаа до нашата институција, нашата стратешка определба беше да се фокусираме кон поглавните предмети и за таа цел направивме упатство како да ги рангираме предметите. Меѓутоа, подетално за упатството ќе презентира колешката Катица Николовска, која што може да го патентира ова упатство. Благодарам, председателка. Значи, стварно проблемот ни беше големиот наплив на предмети и времето кое што го губиме во проценката која пријава треба да се земе во предвид, да се посвети доволно внимание, за да можеме да ги утврдиме наводите кои што се
во таа пријава и да детектираме дали постои навистина пред се законски основ Државната комисија за спречување на корупција да преземе активности, дали е тоа во нејзина надлежност или не, така што пријавите се формира образци, посебно за областа од корупција, посебно за област од судирани интереси, меѓутоа и од областа на проверка на имотната состојба на избраните и именуваните лица. Секој образец содржи елементи кои што може на лесен и брз начин да се изврши оценка во зависност дали пријавата е анонимна или не е анонимна, односно дали е познат пријавителот со цел, ако има потреба од дополнителни податоци, да се добијат од кого да се побараат тие податоци, ако нема ниту име, ниту презиме на пријавителот и ниту доволно елементи, значи може и не треба да се стави во разгледување во натамошна постапка. Понатаму зависи на кои лица се однесува, колку се високо позиционирани во власта, да речем во јавните институции и органи, во кој период, за кој период се однесува, затоа што ние имаме доста пријави кои што се однесуваат 10 години наназад. Повеќе. Да, залудно е постапувањето по нив. Понатаму се однесуваат на прашања дали действијата кои што се наведени се често застапени во институциите, дали се од работењето на институциите, дали се опфатени лични проблеми или незадоволство на подносителот на пријавата и така натаму. И врз основа на тоа креирани се бодови, создадени се критериуми како и прагови врз основа на доделените бодови кои ќе бидат земени во предвид, кои дополнително ќе се одлучува, а кои ќе се отфрлат на сам почеток, со што верувам дека во многу ќе ни се олесни работењето и рангирањето. И со ова рангирање ќе успееме да ги земеме во предвид оние најинтересни, најважни, да речем, кои што имаме ефекти од нашето постапување. Така што штом ќе го усвоиме, од наредната недела веќе почнуваме со колегите да ги доделуваме бодовите согласно ова. Тоа би имала јас да кажам. Се надевам дека ќе биде ефикасно. Да, можеме и овие образци да се договориме, ако не е никаква пречка, да ги објавиме, па луѓето што сакаат да пријават нешто, едноставно да се направат тест, дали им држи или не им држи пријавата. Мислам и тоа ќе да се ајде ќе го разговараме и тоа. Јас мислам, ако ми дозволите претседателки, јас мислам дека ова добро е да се потенцира, бидејќи ќе се поставува можеби хипотетички прашањето што, зашто тоа досега, бидејќи беше побарано, потенцирано од разни здруженија, институции, физички лица, зашто не постапуваме на ваков начин порано. Не дека ние не знаевме или не сакавме, него навистина така не затекна, значи ситуацијата со избори, со натрупеноста, со малку луѓе и не можевме тоа да го направиме без ова упатство што навистина Катја нека биде почетно без оглед дали е совршено, но ова е на некој начин алатка, значи и јавноста да знае, и ние знаеме, и сите други, и се препознава понатаму овој принцип. Значи имавме причина зашто не можевме тоа, бидејќи било кој друг начин, без вакво упатство, без тоа да се објави и да се знае во јавноста, можеби ќе се мислеше дека сме селективни и затоа пазевме од тоа што да не бидеме селективни. Значи си продолжуваме онака објективно, можеби со закаснување, но пак тоа е тоа што се бараше од јавноста и од медиумите. Добро, ова ќе биде сепак достапно на јавноста. Ние ќе го објавиме на нашата веб страна, така што секој ќе може да го гледа, да го анализира. Се согласувам со Нури, можда не е за почеток совршено, меѓутоа неговата примена ќе ни докаже каде се слабостите, па понатаму можеме да го доуспешуваме, да го надградиме, да го дополниме со тоа што ќе ги утврдиме. Да. Јас сакав нешто да додам во врска со тоа. Фактички колегите од напред ги кажале се што треба да се каже, но чисто
едно дополнување или некое дообјаснување заради јавноста, да не мислите дека ние вршиме селекција и предметите некои ќе ги отфрламе од самото доаѓање кај нас, од самата пријава. Туку со ова ќе се направи бодирање на самата содржина внатрешна и со тоа ќе се констатира дали предметите се за нашето постапување или веќе постапиле други органи, за да не губиме време со другите предмети што се повеќе кои се засновани врз нашата работа и нашиот закон. Значи само во тој дел, не дека оти секој предмет, секоја пријава тука е равноправна со сите пријави, но во содржина, ако веќе постапиле други органи, ако веќе не се елементи за нашето постапување, да не се губи време со барањето на информација. Благодарам. Благодарам. Во секој случај ни беа потребни објективни критериуми за приоритизација и еве ги направивме во ова упатство. Мислам дека ништо не е закаснето, заради тоа што и не можевме порано. Нели, додека се направи тој програм само за предмети, се направи ова упатство, така што чекорите беа паралелни, ништо преку ноќ не се прави, поготово систем. Како и да е, само до работење до сега ние откривме каде може да се засноваме во тие критериуми. Од самиот почеток не знаевме ни какви предмети ќе ни дојде или што е содржината, така да на време сме, не сме. Се е искуство. Така е. Океј, упатството го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека го усвоивме упатството. И сега имаме постапување по конкретни предмети. Ја би ја повикала Ема Колишката да ги образложи трите предмети за кумулација на функции. Од листите за изјави за интереси за 2020 година се отвараат предмети против службени лица согласно следните законски одредби. Забрана за вршење на други јавни дејности согласно член 105 став 1 алинеја 1 во врска со член 44 од Законот за спречување на корупцијата и подир на интереси против член на Совет на општина, кој истовремено е член на управен одбор на детска градинка, пратеник во Собрание на Република Северна Македонија, кој истовремено е член на надзорен одбор во Центар за управување со кризи и веде директор на Средно општинско училиште, кој истовремено управува како сопственик со трговско друштво. Меѓутоа имаме од листата од изјавите за интереси да се поведат постапки против службени лица кои управуваат со трговско друштво како сопственици од службеното лице или од нему блиско лице, а согласно член 105 став 1 алинеја 2 во врска со член 45 став 1 од Законот за спречување корупцијата и подир на интересите против пратеник во Собрание на Република Северна Македонија, кој го променил управителството во неговата фирма, меѓутоа за управител поставил негово блиско лице. Министер во владата на Република Северна Македонија, кој исто така го променил управителството во неговата фирма, меѓутоа за управител поставил блиско лице. Пратеник во Собрание на Република Северна Македонија, кој исто така за управител поставил блиско лице и уште еден пратеник кој го направил истото, односно за управител поставил блиско лице. И по изборот на функцијата, службеното лице не доставило изјава за интереси до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно член 109 став 1 алинеја 1 во врска со член 82, односно директор на јавно предпријатие кој е сопственик и управител на друштво за трговија и не поднел изјава за интереси до Државната комисија по изборот за директор. Добро. Ти благодарам, Ема. Дали има некој нешто да дополни во однос на... Јас би ја повикала повторно колешката Ема да го прочита членот. Добро е да се заради јавноста што е проблемот за кој што ние покренуваме постапки. Кој член? 40 Па на тој што се повикуваш за... на акумулација? повикуваме. Да. Врз основа на кој ќе изречеме прекршочни... На управителството. За управителството. Што е повредата за кое што ние покренуваме постапка? Прочитај го.
Значи, член 45, лице кое стапува на функција на избрано или именувано лице, со исклучок на лицата кои стапуваат на функција која не се извршува професионално, доколку управува со трговско друштво или устанува како собственик, е должно пред да стапи на функцијата управувањето да му го довери на друго лице или тело, освен на членови на неговото семејство за времето на вршењето на функцијата, јавните овластувања или должности. Значи, освен на членови на неговото семејство. Значи тоа е повредата, што наведените лица управувањето го доделиле на член на семејството, односно на нивните сопруги, така што по овој основ ние ја покренуваме постапката. Да. Добро. Ако нема некој друг нешто да дополни, тогаш предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Одиме понатаму, постапување по конкретни предмети. Оваа точка ќе ја водим, ќе ја тераме по азбучен ред како и досега. Значи, каков ни беше редот? Бајрами, Ивановска, не, Бајрами, Георгиев, Ивановска... Последен јас. Молам? Последен јас. Да. Па Николовска, па јас, па... Николовска, па да, добро. Не е проблем за редот. Ајде. Почнувам јас, нели? Така. Може... Од првиот подпредседател, ајде. Ево, еден предмет од суди на интереси, број 09-5303, го работиме со колешката Кате Здравковска. Ова е пријава од една политичка партија, а наводите од пријавата се во јавноста беа изнесени информации дека во месец септември 2019 со почетокот на учебната 2019-2020 година, директорот на едно средно училиште од Кочани си ја вработил сопругата за наставник по предмет граѓанско образование во истото училиште каде тој е директор. Заради утврдување на наводите е побарано од ова училиште целокупната постапка за вработување на посоченото лице и извадокот од актот за систематизација за наведеното работно место. Од доставената документација се констатира дека работното место е предвидено со актот за систематизација на работните места. За пополнување на ова работно место не е објавен јавен оглас за вработување, него местото е пополнето преку барање за посредување од Агенцијата за вработување, преку листа за посредување на кандидат за вработување на итни и неодложни работи, наставник по граѓанско образование. Листата не е доставена во прилог на документацијата што сме побарале, но се парафразира во одговорот дека посоченото лице била единствен кандидат на листата на ова работно место. Од подрачната служба на АВРМ во Кочани е доставено известување подпишано од самиот директор во кој се наведува дека од листата за посредување за работното место наставник по граѓанско образование е избран кандидатот блиското посочено лице која прифатила работата. Не е доставен записник од спроведено интервју, а од доставената документација може да се констатира дека е спроведено од самиот директор, така е парафразирано, како властено лице во ова училиште, а може да се гледа по даденото овластување за спроведување на пријава одјава во АВРВ, бидејќи така е подпишано од самиот директор. Договорот за вработување на определено време за итни неодложни работи до 3 месеци е подпишан од самиот директор, во овој случај сопруг на посоченото лице. Од прегледот на веб страната на ова училиште јасно се гледа дека ова училиште има двајца заменици директори и секретар, така што директорот имал можност да го избегне состојбата на судирот на интереси и да не учествува или одлучува во постапката за избор, именување или вработување, или да не биде вклучено како член на телото што ја спроведува таа постапка.
Во овој случај директорот не го известил ни училишниот одбор, ни градоначалникот на општината за предизвиканата состојба на субјект на интереси, кој би можело да се избегне со неговото иземање. Имајќи предвид горе споменатото, се констатира дека директорот на училиштето, како службено лице, потпишал договор за вработување со блиско лице и не постапил во согласност со членовите 73 став 1, член 74 и член 75 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Исто така, директорот на училиштето не постапил во согласност со членот 56 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и суди на интереси, што подразбира да се пријавува во рок од 10 дена треба да се пријавува вработување на блиско лице до Државната комисија за спречување на корупцијата. И во тој однос беше предложено во согласност со член 105 став 1 алинеја 14 и член 107 став 1 алинеја 1 од Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси да се поведува прекршочна постапка против директорот и исто така да се поведува и прекршочна постапка поради двата случаја, непријавување и неиземање. Тоа е спроведено. И по однос на поведената прекршочна постапка, директорот во законскиот предвиден рок ги платил глобите. Но ние во согласност со член 17 став 1 алинеја 4 предложивме да се покренува иницијатива пред градоначалникот на општината за поведување постапка за утврдување одговорност на директорот и за ова е известен и училишниот одбор како орган на управување на училиштето. По однос на иницијативата доставена до градоначалникот на општина Кочани за поведување постапка за утврдување на одговорност на директорот на училиштето, доставен одговор од градоначалникот на општината со прилог документација за преземените дејства во овој и каде се вели во одговорот со прилог документација за покрената постапка. Градоначалникот на општина Кочани донел одлука за отпочнување постапка за утврдување одговорност на директорот. Во согласност со член 93 став 1 алинеја 2 и член 105 од Законот за средното образование, градоначалникот до Министерството за образование и Државниот просветен инспекторат испратил барање за спроведување на ИТ надзор над законитоста на работата на директорот. Државниот просветен инспекторат извршил вонреден инспекцијски надзор и составил записник во кој констатирал дека раководниот орган на ова училиште не ги прекршил одредбите од Законот за средното образование и Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта. Градоначалникот на општината во согласност со членовите 89а и 93б од Законот за средното образование се обратил и до училишниот одбор на ова училиште за да постапи по иницијативата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Училишниот одбор одржал седница во која донел заклучок дека нема основ за поведување на постапка за одговорност, односно разрешување на директорот и дека училишниот одбор нема да достави до градоначалникот на општината Кочани предлог за разрешување на директорот на ова училиште, зашто веднаш е известен градоначалникот. По добиените одговори од надлежните органи, градоначалникот констатирал дека ја извршил својата обврска во отпочнатата постапка и на ден 10